Можеме? Можеме. Сигурно? Александар Бошков, жив здрав, добре дојде во подкастот Джез од денес. Подкаст за промоција и афирмација на современата македонска джез и музичка сцена. Добро ве најдов. Како си? Супер сум, фала. Не ти беше многу рано да станеш, пошто најчесто на младите Па, проблем ги ставаат. Ова ми е времето, да ти кажам, тука некаде сум 11 максимум. Ама 11 е веќе добро, за мене половина ден поминат во 11, ама како било. И сега кој е Александар денес? Јас те познавам уште од многу порано, затоа што студираше кај нас. Ама кој е Александар денес? И што се прави Александар? Денес Александар се бави со музика. Добро. Свири гитара. Горе доле тоа е, друго ништо. Така, како млад човек, еден од луѓето кои што доаѓаат на македонската современа джез сцена, зад себе имаш еден албум, така? Еден авторски албум и ајде малку збор два за албумот, како се вика албумот и да видиме неколку интересни работи поврзани околу албумот, да го представиш. Албумот се вика Somewhere Between. Somewhere Between, добро. Поточно е EP, не е албум. Има 3 песни. И сите 3 се, да речеме, многу различни една од друга. Една од нив е електронска, една е балада и една е по, да речеме, груви. Како ти што работиш повеќе проекти, имаш електронски проекти, имаш джез проект, имаш груви проект. Ова ми е некако фузија од све што работам. Ето Што сакам да ставам све на едно место, да има и джез, да има и блуз, да има и се што е мое влијание низ текот на годините. И некако успеавме да склопиме нешто со помош на другарите што кои се други кои што свират во триото? Трио беше? Не, трио, квартет фактички на песниве свириме по четворица на сите песни. Кои се луѓето? Едната е со Андреја Мирчевска, Гордан Спасовски, Славчо Коцев. Добро. И едната е со Огнен Зафировски, сами двајцата што е електронска и Симеон Ангеловски Шоле. Така. Пошто имаш и свириш и во неговиот бенд, како беше Калата. Калата, да, тоа е исто. Калата. Добро, музичко училиште имаше учено основно? Мислам нижо? Нижо немам, средно. Средно учеше, класично, каде? Во Штип? Во Штип една година, после дојдов во Луј. После беше во Луј. четврта. Каков инструмент свиреше? Таму виолончело се. Виолончело, видиш, требало да продолжи виолончело, замисли. Да, Джез виолончело, такви проекти, знаеш колку се ретки и многу се, овака гитарџиски имаш проекти кои сакаш. Да, со лопата да ги копаш. И паш има многу, да, виолончело, пошто нема врски да ме примаат средно. Видиш? Да, има тие што беа исто пријавени за гитара, има многу поголеми врски од мене, иако не да речем не свиреа, не беа толку во гитарата. Добро, супер. Требало врски да имаш за да те примат на одреден инструмент. Да, и така не собра, и на крај кој остана, ти што ќе свириш, дај му виолончела. Ќе свири, на другиот што ќе свири, се беше така. И добро, како млад човек, нема да ти е убие желбата, нешто си сакал едно да правиш и ти наметнуваат друго да правиш, затоа што ти не си првиот случај кој што средните генерално музички училишта за да го пополнат бројот на одреден професор и одредена класа за да има часови го прават толку тоа. Ама пак ефектот онај обратниот ефект кој што во моментот го живеат, мислам го живееме сите ние како чинители на оваа музичката сцена е тоа што се помалку деца се запишуваат во музичките училишта и од една страна ги присилуваме да учат одреден инструмент, е случајот со тебе е таков, а од друга страна кукаат дека нема доволно број на ученици не се запишуваат. Јас имав среќа да пред да се запишам во средно, јас веќе свирев, пошто пред мојата зграда имаше гаража кај што сите бендови од Штип свиреат. И јас имав можност да рок-н-рол, тежок рок-н-рол. Така треба. И имав можност да видам тоа како се прави уште од мал, да пробам со нив и таму
би се роди уште поголема желба и јас веќе кога се запишав средно, јас веќе свирев и имав нешто свое створено за некој да не може туку така лесно да ми го сруши филмот, знаеш. Да, И тоа ме спаси на некој начин, али да, големи се шансите некој да ти го скрши филмот. Така. А добро, виолончело вежбаш и Не, воопшто не вежбам. Си купи виолончело? Не, ништо го користев тоа што е од школа и сите знаеја дека свирам гитара, кога требаше да се свири гитара нешто со оркестар. Свирав гитара, не свирав виолончело. Да, и имав некој договор со професорката дека едноставно таму ќе научам некоја етида, нешто ќе одсвирам, колку да поминам и... Добро, пошто се е различно. Да, различно. Ама пак од друга страна, ајде пак ќе кажам, па може би интересно би било, знаеш, 4 години да учиш еден инструмент и... Може би сега ќе имаш интересен проект сега, замисли са со виолончело, джез. Кој знае. Перспектива може би ќе ти отвори. Али дефинитивно има некое влијание на мене. Тој период што колку толку се дружив со тој инструмент и тој звук што го произведува со гудалото, да одржиш динамика со гудало и такви ствари, тоа ми помогна на некој начин и со гитарата, знаеш, има влијание на мојот тон на гитарата и на израз. Можда не толку многу, ама знам дека има нешто. Добро, ајде и после понатаму како се јави желбата за да засакаш джез, за да учиш джез, затоа што добро, прво во Штип се отвори джез академијата и знам дека во тоа време имаше, како и денес има фама околу джез одделот, едноставно многу луѓе доаѓаат, ама ајде од твоја гледна точка, како беше моментот? Знам дека со Панко сте другари и можеби тој ти кажа за джез. Као што голем дел од нас почнуваат со блуз, рок, такви ствари. А ти добро свиреше блуз кога дојде, многу добро свиреше блуз. Сега тоа беше единствено... Ама и сега го правиш добро. Не можам тоа да го тргнам од мене, некако ми е... Ја си ја сакам таа музика. Не ми е филм да идам да свирам блуз сега, да имам блуз бенд, туку да се осеќа некако... Да, ама дека си поминал и си го надминал, сигурно. Си го... Не знам, може да ќе биде глупо дека да кажам дека сум го надминал, али еве сум видел дека нешто друго постои, дека и тоа ми е интересно и можда и нешто друго ќе се појави следно и така да, многу нормално. Нема крај. Човек да еволуира и да се развива и да истражува музики и работи кои што не ги... Да, и сега ако ќе заврши средно, ако не си свирал класика, ако си свирал блуз, рок или друга популарна музика, ќе идеш на джез академија у Штип или на популарни жанрови тука у Скопје. Добро, твој пат беше во Штип и како дојде оној моментот за да ти кликни дека сакаш да учиш джез, гитара? Па јас пред да се запишам на джез не бев сигурен што е джез и што ме чека мене таму и што ќе учам и све, али едноставно тоа беше некоја единствена опција за мене за да не одам класика. Да, и кога се запишав почнав да сваќам од колеги, од професори што е до некаде джез и да се занимавам со тоа. И како ти помина тие 4-5 години, колку години беше? 4-5 години беше. Па последната беше корона, мислам дека не постоеше. Да, последната година не постоеше, онлайн беше. Да, јас дипломирав онлайн, Да, ти си еден од ретките што дипломира, или неколку бевте што дипломираат? Не знам кои други таа година, мислам дека само ја бев. Да, само ја бев. Знам, прати видео и така. Добро, мислам да не се повтори тој период, знаеш, многу врати се затвори, ама од друга страна пак се отворија овие дигитални алатки што ги викаат и начини на комуникација и на нели доста им ни помогна тој период, сега мислам колку и да звучеше, не мислам беше неубав, немаше свирки, немаше мислам концерти, не можевме ништо немаше. Да правиме, ама од друга страна пак имаше многу фестивали кои што своите програми ги полнеа со ги полнеа, глуп збор ги полнеа, или своите програми ги правеа со pre-recorded материјали, знаеш? Јас снимав долу во едно студио во како беше? КМЗТ. Knobs and Keys. Кај на Виктор Бојан, кај Бојан. Да, кај Бојан снимив материјал за за фестивалот во
Кралево, мислам беше, негде во Србија и еден материјал снимавме за во Русија, нели? Така да тоа тоа време отвори други можности, така да. Мене ја искрено ќе кажам и на сите го кажувам, тој период мене ми беше многу креативно плоден по дома. Не знам, може да ми се и били годините што едноставно Тогаш си го направи материјалот за албумот, тогаш си го смисли. Па не, тогаш ми се роди идејата како можам да склопам од све што го сакам и што го слушам нешто што е најблиску до мене. Да, можам да се изразам, да склопам некаква средина кај што можам да се изразам. Имаше време да поминиш самиот со себе, сите имавме ние, сите што се занимаваме со уметност. Јас на пример напишав најмногу теми, композиции. Тогаш Steps, последниот албум е цел напишан за време на корона. Дури и овој сега што го подготвувам. Сега ќе излези нов албум во септември, знаеш? Не си ми кажа. Па нели тој со електронската музика. Го знаеш, ама сега уште еден снимав друг. Тој не знам, ќе видиме година можеби после наредната и тој се исто теми од период на ковид, на пишање или скици такви да пишање, така да. А овој го знаеш, тој е новиот со Херцел што е, тој го 22 Days се вика. Така да септември, октомври ќе го пуштиме, така да. Мене ми е посебен предизвик да соработувам со диџеи. Ама не само диџеи, туку артисти. Се луѓе што така? Огнен Зафировски да го поздравам. Он ми е еден од помилените музичари уште. Сам најмногу концерти со него имаш отсвирено, вака фестивали. Па имаме доста свирено со него и тука и по Македонија и надвор и Грција свиревме и Србија свиревме. А немам издание се уште. Видиш? Да, имаше, тоест има уште треба да го смените. Магазин Трансцентрал се вика. Тоа е најголемиот магазин за таа музика и таа сцена во светот. И некој постираше видео од нас како свириме у кај беше у Грција? Не, овде у Македонија беше некој снимал, го видел тој што е главниот на магазинот. Веројатно преку Оги, пошто Оги е светски познат, има голема кариера. Има и фанбейс голем, така. Има, да, и го постираше видеото на Рипос Кајнев и Кајнев, да, у магазин и све почна до некаде од таму луѓе да не контактираат и ден себе година дена луѓе ни пишуваат како што е со музиката, до кај музиката е готова, само правиме некој бизнис план како можеме тоа некако да го продадеме највише и да искористиме највише од него. И што сакав да кажам дека од джез на електронска музика. Ама добро, супер е тоа. Ама тоа се теми, сепак тие теми јас можам да ги свирам и со бенд. Точно така. Мислам дека да можат да се свират и со бенд. Али со Оги ми е многу интересно што нема никаков допир со ова јас што го правам, и со овие луѓе и со значи е сосема нешто друга сцена. Друго и тоа ми е посебно мило со него што го работам, пошто некогаш кога ќе работиш со луѓе што се блиску до тоа ти што го правиш, знаат да се десат некои моменти на его, на некои такви ствари. Конфликти. Да, конфликти, со Оги тоа не се дешава. Значи, он си ја знае неговата работа. Тебе ти интересот тој тоа. Апсолутно, и тоа функционира едноставно и многу ми е добро се осеќам кога ќе го правам тоа, знаеш? Види, јас морам да ти признам дека истото ми се случва и мене, нели со јас неколку пати кажав низ подкастот, за нова година снимивме албум со Херцел, истото. Значи потполно истата приказка. Тој тие што ги прави аналогни бас линии или битови, тоа па не може да го замисли тоа, да го тоа е друга димензија, знаеш. И онако ќе го чуеш, навистина е како паралелен свет, нешто што друго е. Artificial е, за тоа ние што за нашиот тач, за ние нештото што го правиме што е блиско до нас, е тоа нешто друго. Ќе ми рече ова е многу добро, јас знаеш гледам вака, окей, гледам супер, ако ти велиш дека е добро, стварно е добро. А од друга страна пак истото, или мелодите кои што си ги напишал може да бидат джез стандард, утре може да ги свириш со трио како што јас снимав дел од нив со трио. Така да добро, интересно е човек да експериментира затоа што
джезот во суштина е импровизирана музика, ама и слободна музика. Значи доволно се затворвавме во 2-5-1 прогресии, Така. кои што да, треба секој да знае да ги свири, да ги прави, ама не е джезот во неговата есенција или во изворот, дека треба 2-5-1 да се свири. Апсолутно, да. Затоа што и во најстариот стил на джез имаш колективна импровизација, нешто што го нема во бибоп и во харбоп, така? Така е, така. А нели тоа го учев на факултет? Така, И јас то секогаш- преместувањето до авангардната и ора фри музика, Орнет Колман и Сесил Тейлор и така натаму, и произведува со овие современи музички стилови, тоа на денес ти што го правиш со овие или јас што го правам со Херцел. Например, не знам дали колку знаеш, во Берлин е најголемата моментално електронска сцена која што се занимава со живи инструменти. Са дали е джез, не мора да е джез, може и Не блуз, мора може да би е, е да. панк, ме разбираш? Може би е музика само и тоа Да, е тоа. ама на најголемата сцена симбиоза помеѓу електронска и жива отсвирена, Аха, како и се така. real Да, instruments. Да. Така да најбогатата сцена, а Херцел живее во Берлин, така да отис информација од прва рака и како поминува. Ти не знам дали се сеќаваш, јас имав еден албум со него, една тема со саксофон кој што свирам. Да. Знаеш дека таа по дискотеки најмногу ја вртели, им било многу интересна. Нешто што никогаш во живо не го цвиревме ние. Реално нема ли да го цвирим, пошто јас не знам да свирам саксофон. Ама пак за таа сцена и за таа музика се погоди да биде интересно и сум хепи. Значи Да, првата некогаш плоча ми е за саксофон. Што е многу смешно. Тоа и многу луѓе вика дека е битно, на пример, ако сакаш да се бавиш, он од Македонија, така? Да, Александар Само Ждановски, живо, да. Он отишол таму поради некоја причина, дека Така да, тоа заради се дешава електронска таму музика, и заради сака тоа, да. тоа да го прави, да. Да. Некојаш е Свири битно нон-стоп. тоа. Ние тука во Македонија, сега не знам за другите, ќе кажам за мене и за луѓето околу мене, некојаш имаме преголеми амбиции Мгм. и знаеме да се разочараме Мгм. у врска со тоа и треба да имаме онака не знам, глупо е да го кажам, Ако али кажувај. Тука сме лабави, можеш да кажеш, не си на телевизија. Не знам сега, јас ако земам да правам албум, не можам да очекувам дека у Македонија ќе освирам пред 10.000 луѓе. Тоа уште у Апсолутно, старт апсолутно. ти се сечеш. Нема да го свириш. И многу се поголеми шансите да се разочараш и многу е битно што очекуваме во однос на тоа што го правиме. Добро, кај нас има генерално за сцената наша, кај мислам македонската сцена, македонците си пати од еден комплекс што стално треба да биде најдобро, стално е најдоброто, стално е секогаш суперлативи се користат што нема благе везе со индустријата, нарочито со джез индустријата во светот, ние сме тотално невидливи. Луѓето не ни знаат ни кај ни Македонија, ни кој е Сашно, ни кој е Александар, мислам, тоа треба уште во старт вака да си пресечат, ама ќе стигнеме на таа тема. Еден од главните причини зошто сме ние се уште 2024 година дојдовме, сме невидливи за европската джез сцена, затоа што немаме експорт. Немаме музички експорт, луѓето не знаат на картата кај сме. Освен неколку конференции што се прават или фестивали, асоцијации кои што се вмрежуваме, Джез Фабрика сме вмрежени во неколку асоцијации, Скопски джез фестивал е во неколку асоцијации, претпоставувам и другите джез фестивали низ државата го прават тоа, ама тоа не е доволно затоа што тоа се, како се вели, лични контакти на Сашо, на директорот, на овој, на другиот директор. А ние како држава, како джез сцена немаме таква стратегија дека треба, јас тоа стално го велам, производите, продуктите, албумите од последните 10-15 години, оние кои што се живи, кои што луѓето ги свират и ги изведуваат, треба да ги представиме во Бремен, на Tallinn Music Week, на InJazz во Барселона и ред други такви експоа, джез експоа, за да трни работата. Не може да трни работата. А Александар ако свирил во Грција, Сашо ако сете сега бе в Италија. Свирил во Италија, мислам тоа една, како велат, една ластовица, есен или пролет, како ја не носи. Нели една птица не може, нас ни треба експорт, ни треба, значи таква музичка поддршка генерално на сцената, каде што може би не сите, ама еве ако се 40 албуми, барем 20 од тие албуми ќе си го најдат местото низ джез фестивалите и сцените низ Европа. Тоа толку ми е нејасно и до некаде е добро што ми е нејасно.
Пошто ако ми е јасно, Ама може треба да да ти ќе стане- престанам треба да- музика да правам. Ама треба да ти стане јасно затоа што Треба. ова јас сега во моментот што го живеам тебе допрва те чека. И ако ние не го смениме ова, истото што го живеев јас, ќе го живееш и ти. Затоа што ти сега на 27 години, јас имам 47 години. 20 години ќе тапкаш во место. Да, ма И што мене... се случува? И луѓето си одат, младите луѓе како тебе ќе му пукни филмот. Утре ќе речи доста е, ќе одам ќе живеам во Амстердам, барем знам што ме чека. Јас мислам дека тоа е заблуда според мене, ќе одам ќе живеам во Амстердам и таму. Ама треба да свирам. пробаш. Ама треба да пробаш. Сите млади луѓе добро сега, можеби тебе ти е убаво тука и убаво ти е, хепи си тука. А има луѓе што се несреќни, ами 25, 26 до 30 години па пробај, оди излези. Живеј надвор малку, види, еде Филип беше во Да. Хамбург живееше. Исто кажа, вика, можеби не отсвири фески некакви фестивали големи, ама по клубовите, оние клубови за кои што секогаш си мечтаел, ги отсвири едноставно, поживеа, виде како е да живееш таму каде што функционира се. Да, ја имав прилика да излезам надвор од државата, да свирам и еве и со Оги и со Калата бевме, свиревме неколку свирки и со други состави на таму небитно. Мислам дека нештото може да се прави од тука. Сега тој експорт што го збориш ти е проблем, да ние да го пласираме продуктот на страна, али ако си доволно упорен и ако си го знаеш местото, мислам дека еден ден ќе успееш тоа да го правиш и ќе свириш надвор, може да ќе ни треба поише време од што некој ќе му треба од Холандија или било каде од Европа, али мислам дека нештото се прави тука. Од друга страна, ако идам јас себе да живеам у Холандија, да речем, ја ова што го снимив сега, таму ќе ме кошташе, не знам, можда 20 пати повише за да го снимам. Така да за мене овие Ама ќе услови... заработеше 20 пати повеќе. Не знам. Ја пак Не знам, не знам, можеби. И Добро. според за мене тука има некои идеални услови за јас да творам. Тоа ми е најбитно сега да творам, да учам, да Добро. вежбам и такви ствари. Некоја за натаму не знам што ќе биде. Немам појма. Добро, согласен сум со тебе, бидејќи те познавам многу време поминавме заедно на факултет и знам дека правилно резонираш и размислуваш, но верувај ми дека е добро за секој млад човек барем малку да излези и да поживи надвор, за да ги види, за да може да направи јасна слика што е тоа што нас овде фали, недостига и што е оно што го имаме. За ти кажа за работи кои што ги имаме, така е. Ама од друга страна, кажи ми за кој го издаде сега лейбл албумот. Нема за сам си го избрал. Епа во Холандија немаше да тоста да издадеш за сам себе си. Да, Туку може сигурно би ќе имаше најде лейбл. луѓе. И она промо што треба ти сега сам да го правиш од тука на компјутер, да седиш и да губиш Не сати ни по правам 2 промо. Ама сати по 2 сати секој во денот што го правиме, ќе го правеше лейблот затоа. Кој е промото кај нас? YouTube, Spotify, Facebook. Супер, ова теми, отвори. Ајде. Кој е промото? Еве, ние како се промовираме тука? Значи, кај нас промоцијата е Facebook, Instagram Добро. и овде тука ако дојдам, ако кажам за мојот албум или на Толку е. Значи нема повише шо. Овој подкаст јас знаеш зашто го направив? Затоа што ние како сцена, како джез сцена сме невидливи. Ниту за телевизија, ниту за радија, ниту за медиуми. Не само надвор, тука и Ај тука. тука за тука. И јас овој проект, значи упорно 3 години пробав да го направам и после 3 години ми успеа. Значи човек треба да биде упорен овде кај нас. И ќе 20 емисии ќе бидат над 30-35 сати снимена програма, така да некој ќе треба се надевам во да се замисли во оваа држава дека постои ваква сцена и дека оваа сцена и те како е потребна поддршка за да може да барем малку да ја крениме главата, барем да можеме по една турнеја, ако не во регионот, барем во Македонија. Еве, ти лани го издаде албумот, колку концерти за албумот имаш направено низ Македонија? Не лани, пред 2 месеци, колку беше. Добро да лани ти беше готов, ајде, пред 2 месеци. Небитно. Колку концерти имаш направено, ама со твојот со албумот, со промоција албумот, дали во трио, дали во квартет. Колку имаш Тоа концерти?
немам свирено уште со албумот, само го издадов, пошто летно време нема кај ќе свириш, сите се насекаде, намерно. Прв година кога ќе биде вториот серијал од подкастот, пак ќе те викнам да ми кажеш дали имаш Колку? 2 концерти направени. Да. Веројатно нема да бидат многу концерти, пошто од друга страна за ова јас да го свирам, како што е замислено проектот да се изведе и како што е снимен, мене ми треба стварно сериозна екипа за тоа да звучи кој што треба и тоа да биде поврзано и опрема и све за да може да се изведе на тој начин. Јас сега тоа да го направам, мене ми е главоболка. Ја ќе го направам еднашка, 2 пати, 3 Ама пати. толку ќе се умориш. Сигурно и ќе се Ако имаш уморам. промотер, работа на промотерот ќе биде да го прави тоа. Да. Ако живееш во Холандија, сигурно ќе Па имаш нема некој. ние Сега, тука све. Јас запнав со Холандија. Не мора да небитно, значи да, Холандија, небитно, да, небитно. да. Не, тука ние све сами правиме, пошто немаме никаква услови немаме некакви Нема работа. ресурси, така. Нема ресурси и сега јас и сум продуцент на мојот албум и го миксам Композитор, и композитор изведувач, и групата да ја составиш, сите и да се грижиш да све, јадат, да. да јадат, да пијат, ако треба да ги однесиш негде да стигнат на време, да не стигнат на да ги време. платиш, да ти снимаат све. И И сега супер ти е тука, така? Не мора да кажеш да или не. Океј, само кажуваме работи кои што ни сметат и со кои што секојдневно се соочуваме. не од една до пред 3 години, еве реално ќе кажам, Ајде. сакав многу сега да идам да свирам и со Оги некаде да идеме да свиреме на фестивали, и со Калата да свиреме и да свиреме со не знам што. Тоа да идеш да свиреш и у исто време пак правиш се. Пак си организатор и у колку саат е летот и у све, знаеш, и цело ти сваќаш дека тука од Македонија не можеш да направиш ти екипа ни да одеш да свириш некаде. И мене не ми се ни идеше веќе да свирам некаде. И мене ми се роди некоја идеја дека јас најдобро ќе се осеќам ако седам овде и ако креирам музика. И ако креирам музика, ако издавам музика и ако направам да речеме 5 концерти годишно, ама кој што треба, дали Србија, дали Македонија, не мора да е Холандија, не. Добро, добро. Јас ќе бидам среќен. Добро. Сега за сега. Тоа е одлично. Да, ќе бидам среќен. Тоа е и- добар став. А ако идам и се нервирам по пат цело време и патувам и не правам музика, ќе ми биде многу Само потешко. стрес ќе јадеш. Ќе јадам стрес и ќе ми фали нешто као. И од друга страна почнав да мислам дека и не е толку тоа сјајно да си познати фраери да идеш секаде и да патуваш. Не е лесна работа тоа, мислам дека е исто многу тешка работа. Добро, реално е да се надеваш дека околу 5 концерти Зборам- годината можеш да направиш. Мислам 5 фестивали ќе ги отсвириш вака, така или онака. Наврат на нос ќе се вели зборови ќе ги отсвириш. Ама кога зборуваме за вложуваш, значи прво идеја, па композиција, па да го снимиш, па да го Многу направиш, па да, труд. значи прво Многу труд, труд. пари, ресурси, време Многу, и да. после ти не можеш да го наплатиш тоа. Не. Четкар беше тука, вика, јас Бостон завршив, дипломирав джез гитара, Цимерот дипломира, Зошто Четкар не слушај е сега, дипломира медицина. Тој другиот ден ојде на работа, јас добив липче дека знам да свирам гитара. И се одново, вика, се одново мораше да правам. Значи, ти доби само диплома дека си дипломиран джез гитарист. Некој не ти даде работа. Значи, ти треба да изградиш се, да изградиш една планина околу тебе за да почнеш да заработваш. И сега, од друга страна, на пример, тој многу добро си го тера тоа што си го тера, супер си го прави. Ти го гледаш подкастот негов, ќе видиш како тој гледа на сите овие работи, но зборот ми е ти си вложил 4 години факултет, пред тоа 4 години средно. Ти не заработваш од ова? Од ова не, јас заработувам од музика, ама не. Заработуваш, учиш деца да свират Учам гитара. деца да Што е свират супер, гитара е многу и- племенито и И многу свириме добро. некои свирки што едноставно да некој начин не сакаме тоа да го правиме. Така. Значи Што- си принуден да правиш работи што не сакаш да ги правиш, а од друга страна си потрошил време, ресурси, интелект, нерви. Така? Да, тоа сум го И не заработваш од тоа. Да, и тоа сум се решил да го правам пошто сум стел стоп на тие ствари, од што многу сакам да го правам и сум рекол ќе го правам
и тоа е тоа. Така сега некој ме прави будала за тоа, на некој му е јасно тоа што го прави. Знаеш? На најголемиот дел од луѓето, особено кај нас, Не сум само јато, сите се тоа. поема немаат ништо, се ние треба да поминиме за да стигнеме на левел да можеш да свириш фестивал или да снимиш музика или да компонираш музика. Ти за И 2 колку години е можеш да тешко. станеш програмер, 2-3 години и да заработуваш пари, сериозни пари, а 10 години да свириш... Стани професионален музичар за Не. 2 години? Не иде тоа. Филип го кажа истото. Океј, Не на сите им иде го тоа. поставам ова прашање, ние некако ја фативме на широко надолго со тебе работата. И дел од прашањата ти ги одговори. За албумот кажавме. Ќе ти прочитам едно прашање што на сите им го читам. Малце е долго, пробај да го запамтиш и сакаш на делови ќе одговориш. Кои се предизвиците на Александар да создава, креира оригинална уметност денес, во средина општество каде джезот е на маргините, се ова што кажавме. Сцената е поделена на мали кругови, благо наречени секти. Знаеш секти? Нели? Да. Или си со Се нас, ми е или јасно. ништо не теби. Ова мора да кажеш, убо, ти како млад човек. Каде поддршката од страна на музичарите надвор од различните уметнички групации секти не постои. Минорни се радио и ТВ емисиите посветени на джез. Изгорена се продажбата на плочи, CD, дигитален, хард копи, дигитален формат е исклучително мала, што ќе речи не можеш струјата да си ја платиш за месец или не дај Боже кредит, ако имаш готов си. Парушев беше рече, не, јас кредити не, таква работа. Зашо сакаш прво? За продажбата на CD или за сектите? Ај, за сектите, ај. Ја сите секти ги сакам у Македонија што се бават со ни една секта немам проблем. Тоа прво ќе кажам. Од сите сум видел добро до некаде. Да. Са прво дали сме согласни дека има секти во сцената? Мислам дека има, да, и тоа мислам дека не е само кај нас, туку е насекаде. Така е. Насекаде е тоа. И не знам, треба да најдат сектите начин да се прифатат едни со други, пошто ќе има големи војни. Треба, сите сме различни, нели? Војник има, нема зашо да има војни, ние тоа од ништо на крај пак е ништо. Ниту нешто делиме, ниту нешто она. Сите се Не знаеш што да кажеш за сектите. Не, сите се посебни. А толку се израдва кога ти го прочитав прашањето, рече сега ќе кажам за сектите и ништо. Не бе, имам. Ајде. Некои секти сакат повише бибоп, некои секти мразат бибоп секта, да, и некои секти ова сакат, некои она, некои... Значи джез полиси, не джез полиси, така? Да, може да се каже тоа. Ја не знам у која секта повише трипањам. Ти во која секта? Некако сум... Ај добро. Не знам уште. Ти да не си кај несватени? Јас не сум доволно джезер за да бидам у некоја од сектите и до некаде сум, знаеш, немам конфликти со никој. Може да оти не се декларирам како джезер. А ја доби наградата за најдобар млад джез музичар? Да. Од Джез Фабрика. Која година беше? 21-ва? 21-ва, втора, нешто така. Добро, како... Ама не, јас тоа можам да го разберам. Ама имаш документ, имаш награда за најдобар млад джез музичар. Сега другите што немаат, нека му ја мислат колку ќе бидат джезери. Добро. А да се создава, добра, сте батали ги сектите, да се создава уметност, да се креира джез уметност во општество каде што ова уметност е на маргините. Колку е тешко? Како е уште еднаш, како беше? Кои се предизвиците да се создава, креира оригинална уметност денес во средина општество каде джезот е на маргините? Знаеме дека предизвиците се големи, пошто за да се бавиш со такво нешто бара многу време и труд, кој што нели знаеме дека не се исплаќа, меѓувреме мораш од нешто да преживееш. И тука настанува една тензија, што мене лично ми се дешава, можам да кажам. Енергијата што ја трошам за да опстанам е голема и мислам дека ако
не ја трошам на таа страна, која трошам на креативно поле, дека ќе бидам многу покреативен. И тоа е тој баланс тука што ти мораш да најдеш начин да преживееш, да свириме музика што не сакаме да ја свирим и у исто време да креирам. Така. Сега за јас да креирам нешто, мене лично ми влијаат ствари, пример ако овој месец сега правам некоја тема и правам некаков аранжман, јас пак идам свирам, нели, се и свашта, ама ќе кажам дека тоа ми влијае на најпрво на односот со мојот инструмент, пошто ако идам и кога свирам у некој кафич, Така. ние таму маваме по инструментите, Така. ние не свириме, ние се изживljаваме со музиката. Ова е сосема нешто друго, треба да повише да знаеш што да не свириш, отколку да свириш до некаде. Таму свириш се за да сите Ракоплескат и да се завалуваат. И ствари правиш театар. да и можам да кажам дека е стварно е тешко да се бавиш со вакво нешто во оваа држава. Добро, ај на кое ниво е џезот денес во Македонија? И сега ти си премногу млад за да те прашувам како било ние. Некоја една генерација, моја генерација, секогаш правевме паралела со 90-тите. Ајде ти, ти па и не мора паралела да направиш, затоа што си млад, ти живееш сцената денес. На кој ниво е спрема тебе денес сцената во Па Македонија? не знам на кое ниво е, не можам јас да кажам на кое ниво е џезот. Добро, тебе или... ти како се Али осеќаш денес како многу е ин. Мене тоа ми се свига што џезот е многу ин. Го има и во поп, го има и во блуз и рок, како израз, Така. како можеш да слушнеш кај луѓето и кај тие музичари што си од моја генерација и постари, постари од мене, соработуваш и со постари, да. да сите се заинтересирани за џез. Мене тоа ми се свига, пошто според мене класика и џез тоа е едно како не знам, како иста работа е. Сега замисли да Второ, пето, прво е, второ, класичар. пето, прво и у рок и у Ако џез. седеше са некој класичар тука ќе те удаеш. Па добро, они може да не го користат моментот на импровизација како ние што го користиме. Добро. Мислам, секое нели класично дело е импровизација у старт, секое Да. дело е направено Така, со импровизација, али не го не ја користат, не импровизираат на формата, не ја користат формата и не како импровизација, како израз, да се изразат. Ајде да не ја фаќаме оваа тема, јас имам многу работи да кажам и порано мудро да молчам околу. Ајде продолжи си ти за џезот. Што сакав да кажам? Добро. Што сакав да кажам, дека мене ми се свига тоа што џезот е многу ин. Се интересираат за оваа работа. Да, мене ми е, например, кој ќе свирим еве со Киро, например, у Палата со Кирил Кузманов. Так. Мене ми е кеф да слушнам Киро како свири џез или тоа Гордон што го свиреше кај мене на албум, јас сум преблагодарен за тоа. И мене ми се свига што постојат такви луѓе што можеш да ги викнеш, што можеш да соработуваш и да научиш нешто од нив. Кај младиве исто е многу ин џезот. Ама ти си млад сега. Кој млад? Да, кај луѓе што се околу мене што свириме ние Да. заедно и просперираме, пробуваме да преживееме. Така, добро. Тука. Сите се заинтересирани за џез. Тоа мене ми се свига скроз. Пошто има многу што да се научи. Така. Добро, како млад човек, што ти недостасува повеќе? Публика, сцена, медиум, промотер, менаџер или сосема нешто? Све. А едно по едно. Публика, мислиш дека нема доволно публика за џез? Нема, еве јас публика се од гради. моја перспектива ќе кажам, од моја генерација нема. Зошто спрема тебе нема публика? Што мислиш? Па нема публика, пошто го нема џезот околу нас. Нема џез клуб. Нема џез клуб. Немаш џез клуб во Скопје, нема каде да излеваш, нема каде. Публиката се гради. Значи, не можеш публика да градиш само на фестивалот што е 3 дена ќе трае или 4 дена. И како ќе градиш публика кога немаш џез клубови? На прсти можеме да ги изброиме џез клубовите во Македонија. Да, Така? затоа јас што го правам, не знам дали ми и треба џез публика. Не знам дали Добро, еве, да, ама кога зборуваме за џез публика, немаме џез клуб. Каде да се развива публика ако нема џез клуб?
Ме сваѓаш? Апсолутно, да. Немаме ние джез свириме по кафичи. Ма добро, ма не е соодветно таму доаѓаат луѓе за забава. Ама тоа не е джез клуб. Ама Тоа доаѓаат луѓе да се забавуваат и тој Апсолутно. очекува да му свириш музика што ја знае. А тоа и да денес си помени убаво. денес свири некои стандарди, утре некој свири AC/DC. Е, така да е, така да е. Тоа не е джез клуб. Тоа не е джез клуб. Е, добро, едноставно. ама зато пак во аудиокултура, иако не е джез клуб, можеш да свириш сопствена музика. Можеш да пред Life at аудиокултура моделот, значи на представување на артисти, на оригинална уметност, можеш да свириш сопствени концерти. Можеш. Иако не е джез клуб, мислам дека Може и е едно единствено место. од да, Единствено. што место, да, едно од ретките места, нарочито во Скопје, каде што можеш сопствена уметност и пред публика да ја презентираш. Апсолутно. Нешто што го нема тука. Тука Апсолутно. или ќе свириш стандарди или ќе свириш AC/DC што не е лошо AC/DC, ама во Да. Во друг контекст. Не е тоа што го бараме тука, не е. сцена немаме, добро джез клуб, медиуми. Медиум. Еве го издаде албумот, на колку медиуми ти го објавија. Нека го издаде албумот. Ниеден. Добро, значи не достигат медиуми. Промотер? Промотер сум јас. Сам себе си. Да си можем и промотер. медиум. И менаџер си самиот на себе си, претпоставувам. И Сам што свој што медиум. друго ти недостига? Лейбл, за да го издадеш за некој албум. Па не знам, еве некои луѓе викаат дека зошто не не е кажеш? паметно на зошто не лейбл, кажеш да. за лейбл да го издадеш? Еве, мислам убаво, ти помлади од тебе ќе го. Најпрво ќе кажам дека не знам како е да издадеш албум за лейбл. Не знам, не сум издал, немам поима кои се бенефитите, кои се Е, на пример, промото, лейбл, која како би требало да биде. Шта би било кад би било, знаеш? Ти го издаваш албумот, тие ти спремат промо, го пуштат на секаде каде што имаат мрежа, го промовират како ново издание и го нудат таму каде што е блиску. Ама види Сашо, еве, јас ќе фатам 10 медиуми, така? Добро. Ќе пишат све. Пак ќе биде исто. Истото е, кај Исто. да се статус кво. Нема ни мене Статус затоа кво не кај? ми се прави. Ја можам Добро. сите имам другари ќе тоа знаеш како идат тие ствари, ќе се направи промоција, али на крај пак ќе биде исто. За мене сега- нема никаква поен. Тие луѓе што треба да знаат за мојот албум и за моето свирење знаат. Абе добро, ама знаат А 20 луѓе. А другиве луѓе и да знаат пак нема да дојдат и пак нема да купат карта и пак нема ништо да се смени. Јас така размислувам. Мислам дека Добро, правилно. пошто сум пробал. Правилно Сум пробал со некои работи така и гледам дека тоа не функционира, луѓето немат интерес. А луѓето немат интерес пошто не се научени на таков интерес. Да откриват ново, Да да откриваат слушат нови нови, артисти, да видат апсолутно. дали луѓето не ги интересира сцената, туку ги не резонираат со тоа ние што го правиме. така, те разбирам. Едноставно луѓето. Е па тешко се менуваат навиките да му кажеш дека има музика во 2024 дека во моментот има поинтересна и поубава музика од колку во 70-та и од колку во 80-та кога биле млади. Тешко е да им кажеш на луѓето. Затоа ако се сеќаваш пред да го почнеме подкастот ти кажав дека време е вие вашата генерација да направите фестивали, да направите продукции, да направите да ги промовирате, да ги туркате проектите, затоа што ова сцена па на вас останува. Сашо нема да биде вечно тука за да прави подкасти, за да промовира млади, стари, секакви Така е. во подкастот. Така да и мислам дека и таа Џуле беше рече тешко е вика да од удобната фотелја да излезеш, знаеш, треба работа, бара концепт и бара работа. Така да мислам дека треба ако и нешто не достига, не достигаат млади промотери како вас. И јас еве упорно зборам во подкастот дека има толку многу убава музика кај нас. И дека сега е моментот некој младо дете да рече, чекај ова джест може интересно, јас можам да го правам, да го промовирам и да се фати и да почне да го прави. Некој другар твој можеби ќе најдеш. Според да го прави. мене Некој што те познава. што најголема промоција според мене е еве пример да речеме ти правиш концерт така и ме викаш мене колку гости. Еве тоа е за мене ЗДЖМ Добро. прават концерт и викаат тројца млади изведувачи со нивни композиции, аранжмани направени за биг бенд, пример. Тоа е според мене најголема промоција што може да се деси за нас младите.
тие што веќе направиле нешто, успеале да пробат да ни сега помогнат, јас да ти па кажам- после и ние и тоа све. сега јас ќе ти кажам и дека не е тоа така, затоа што ти окей, е промоција во еден друг слој, во еден друг дел од публиката, ако воопшто имаме. Знаеш што е промоција? Ти имаш проект, така имаш албум, промоција е да го турниме албумот, за да можеш ти да направиш 20 концерти, 20 фестивали, да заработиш од сето тоа, не да излезеш да отсвириш едно соло, една композиција со биг бенд што не е мала работа. Ама не е тото. Треба да почнеш ти да се градиш како артист, треба да почне продуктот твој да генерира инкам. Ме сваѓаш? Да, За да можеш ти утре и втор албум и трет албум и да станеш утре етаблиран представник на сцената. Со еднаш што ќе лезиш на концерти, што ќе свириш, што ќе ти слука од цела сала, егото ќе си го наполниш собственото его. Да, до некаде, Ќе речеш, леле, свирев во филхармонија, мислам што не е мала работа, или во опера. Ме разбираш? Ми ја сваќаш. Јас сваќам, Логиката ова која го ти ја кажам. кажав за промоција тука, кај нас. И тоа не Добро, тука ама- кај нас у Македонија, Ама туку у кога Скопје. зборуваме тука кај нас рачуне, ние немаме благе везе со тоа како функционира мюзик бизнис во Европа. Не дај Боже во Америка. Ова нема врска ова целото тука. Да, јас ќе Да си бидеме кажам дека искрени, немам појма, да не бидеме знам, искрени, да. ова нема врска како функционира, значи, сцените. Ти мораш продукт да имаш. Продукт кој што ќе генерира инкам. За да генерира инкам ти треба лейбл и ти треба промо. То зедов да ти кажам, а ти не ме дослуша. Мојот последен албум е во Франција издаде. Ти знаеш дека на преку 20.000 радиостаници ојде степс, се пушти? И тоа е издадено на некоја позната на За Арт Мелодис За Арт Франција го Мелодис издадов. Франција. Тоа Значи ојде на 20.000 радиостаници низ светот. да, само ме интересира Знаеш што значи тоа? дали е тоа голем лейбл или е сепак лейбл Тоа што не е од топ 10 лейбли што се за джез музика, значи туку тоа успева да го направи лейбл и што не е топ. Ако влезеш ти во топ 10 што се листа да ќе ти ја пратам да ги видиш кои се ти готово, ти имаш 30 фестивали година, турнеи имаш. Ама таму не може да влези артист од Македонија, дали знаеш зошто? Зошто не? Ти немаш следбеници. Прво што те гледа колку имаш на YouTube следбеници. Со 1000 сабскрајбери. Значи не продуцентот си таkođe на не некој начин сака да земе нешто што му е како сигурен Апсолутно. продукт, а не да Апсолутно. направи продукт Ама од тебе. зошто? Ама зато имаш помали лейбл издавачки Аха. куќи кои што градат име и кариера. Ти како сакаш ти утре да го издадеш албум и за Blue Note не може. Не разбираш, има хиерархија и во сето тоа. Ако е доволно добар албумот, нели може да излезе? Или пак таа хиерархија мора да се почитува? Абе види, ти да го имаш најдобриот албум. Значи најдобриот албум, сега фигуративно зборуваме. Треба да си 10 пати подобар како проект, како продукти, како не знам што, за да те викне некој од Македонија да имаш концерт, не знам, во Италија. Или во Германија. Знаеш зашто? Оти трошоците од тука до таму се 5 пати, 10 пати поќе колку некој германец да го земи да свири таму. И многу е тешко, знаеш, кога ќе видиш македонски артисти на програмите на европски джез фестивали, ти не знаеш ни што се поминале. Можам јас да ти кажам, ама глупаво јас сега во подкастот да зборувам лично за мене. Ништо се поминувам јас за да стигнам да имам концерт не знам каде. И колку е сето то тешко и колку треба да биде оригинален проектот. Да нема благе везе со цела програма за да го изберат токму тој проект. И тоа е многу тешко. А то луѓето, особено кај нас, благе везе немат за што зборуваме и колку е тешко за да стапнеш. Тони беше тука китановски професорот. И рече, окей, ќе стапнеш ти на таа сцена, ќе отсвириш концерт. Ај, остани на таа сцена. Ајде, остани, продолжи да функционираш и да настапуваш. Од Македонија нема шанси. Прво немаме инфраструктура, летовите се 4 пати поскапи од тука, од Скопје да земиш да леташ, сега да слета преку Тирана. Многу се скапи летовите. Значи, промотерот треба да потроши 3 пати поќе пари за да дојди бенд од Македонија да свири. И зошто? Ќе си клај 3 бенда други, ќе си ја пополни програма. Да. И тука треба да влезат приватен сектор, Министерство за култура, експорт ние што го немаме, да речи чекај колку е патот Сашо да свири таму, толку е, или Александар, или било кој. Колку кошта патот? Патот е платен од нас, ти ќе го добиеш истиот хонорар германецот што го добива. И тоа ќе ни се отворат вратите и мене и тебе и на тие што имаме продукти.
и проекти, и албуми. А ова што го кажа ти со оркестарот тројца млади, тоа е окей, супер е, ама тоа е за една затворена публика и за да си порасни егото дека се свира. Ете тоа е. Сега може малце грубо звучи ова, ама јас сум само малце искрен, ништо друго. Окей. А ова се што го кажав, не ме сваѓате дека Добро. Сега има на наредно прашање, супер вака. Сега ќе те прашам едно прашање. Ти си дел од често делот на музичка академија во Штип. Го прочитав веќе од Го тука. прочита? Според тебе, кое е значењето и влијанието кое го има джез одделот при музичката академија Универзитет Гоце Делчев Штип во едукација на млади музичари и градење на современата македонска джез сцена? А биди искрен до крај. Па сите што сакат да почнат да свират джез после средно идат таму, кој што знам. Некои идат и у Скопје. Не знам у Скопје што се дешава, што се учи, немам појма. Добро, зборувај за... за тука. Може да кажам за моето лично искуство. Ако, за супер, моето време. ти како млад човек, може да кажеш. Па, таму се запознав со доста луѓе, тоа најпрво ќе кажам дека е многу голем плюс за мене, исто и од средното, тоа ми е, што вика Мишко на интервјуто, нас не учи у школа да свиреме, нас ни даваа ноти и ние идевме дома да учиме да ги свиреме. А така е или не е така? Така беше или не беше така? Пола беше така, пола не беше така. Не си искрен до крај. А? Пола учев, па така е, мислам и секаде у светот кај да идеш ти пола мораш да си сам пола, некој нешто да ти помогне, некој ментор, тоа мисли. Друго, услови, академијата нема некои посебни, тоа не е до студенти или до професори, тоа едноставно колку буџет дали дава министерство или не знам како ресурси не достигат. Таа академија мора да најпрво ќе кажам дека мора простории да се направи. Јас не сум бил таму неколку години, не знам, може да се има нешто сменето, али најпрво мора да се направат простории. Јас се сеќавам дека ние имавме фали, да, сериозно. Ние на ансамбл имавме проблем со тоа, значи ние бубањ свири и ти ништо не слушаш друго, значи хаосот за музика небитно нешто е звукот дека што треба да дека свириш. Така можеш подобро да се изразиш и да чуеш, да и даеш нешто на публиката. Ама од друга страна, активните чинители, особено последните 15 години, над 90% од луѓето кои што поминале низ УГАД, Штип, джез одделот, се денес активни чинители на сцена. Или професори, или студенти, или дипломци како те, или предавале, така да спрема мене влијанието е многу големо. Влијанието е големо, оти ова современа джез сцена, саки ти направиме една паралела друга, што не знаеш. Во 90-тите години, на 2-3 години албум се снимаш. И ако се снимаш, денес се снимат, Владан беше некни вика 50 албуми имаме. Во тие 50 албуми над 80% што снимат албуми за него се угадешти. Што значи стожере на современата македонска сцена и она денес што го живееме ние како сцена, како артисти и како продукти. Да, дефинитивно, али пак ќе се навратам на... Добро, ова инфраструктура фали, ресурси фалат, во оваа држава се фали. Сакам да кажам, чим тоа го имало со овие услови, можеме да замислиме што ќе биде ако стварно студентиве таму имат услови да има едни монитори, како прво студиски монитори, да можат студентите да слушнат и да анализираат музика, да со професорот или било што, да се купат појачала, барем по некое појачало да има, факултетот да има инструменти најпрво и простории. Најпрво тоа. А дека ти можеш да научиш нешто и без тоа, ти можеш да идеш таму и да научиш нешто од колеги, нешто од професори, како и... Да, ма амбиентот кога сте на едно место луѓе кои што сакате иста една работа, ти никогаш си го немал тоа. На едно место да имаш 15-20 колеги и да свирите една работа што сите ја сакате иста. Знаеш, тоа е апсолутно. Тоа како да со пари не се плаќа. Јас ќе кажам дека сум многу благодарен за таа академија и сум благодарен и на тебе и тука што ме викаш и што свирев и на фестивалот и чекај не стигнавме до фестивалот, немаш кажам. Добро е само. Како си поминавме на фестивалот? Така да добро, јас сум човек што секогаш
сака да им помага на младите, затоа што претходно луѓе кои што јас сум бил млад, многу ми помогнале мене, значи постари од мене, јас Алек беше тука и велеше sharing is caring, знаеш, тоа е многу битно да се дај поддршка на сите, ти си 27 години, ама по 10 години ти ќе бидеш стожер на оваа сцена. Јас ќе доаѓам само да ги гледам твоите концерти и да се радвам дека во еден период сме биле професори и студент, сега сме колеги, утре ќе разговараме за музика, за работи кои што ги за фини уметности што ги сакаме, така да јас сум човек кој што секогаш ќе дава како се вика можност и ќе ги промовира младите, затоа што младите вие сте иднината. Вие сте иднината. Гоце беше тука, Стефковски на човека, сале јас и ти добро не ќе правиме кариери. Така е, знаеш, ние сме го изгазиле патот. Дај да видиме за вас да оставиме што се вели народски, да ви ги подобриме условите, ова што го кажеш, ресурси, нели, згради, простори, појачала, чуда. А джез клуб треба да се отвори. Вие младите треба да отворите джез клуб. Сега јас да отворам джез клуб, уште джез клуб ми фали на главата да отворам, јас немам, прво не излевам толку навечер, ниту имам другари, моите се едни оваму, други таму се. Вие младите треба да си отворите джез клуб. Не чекајте, јас тоа велам стално. Знаеш джез фестивалот во Битола како се отвори? Чекавме да се случи нешто и за Даниел Грчиновски или беше исто на подкастот и рековме што фали во Битола, фали джез фестивал. Ми ајде да го направиме. И го направивме, така се прави. Сега вие треба младите ваша години. Добро, ние проектот го почнавме 2011 со работилници за деца. Jazz for Kids, ние правевме Jazz for Kids пред да има Jazz for Kids во како глобален феномен сега сите джез фестивали, што е многу добро, ама ние го правевме во 2011 со американските качини, американската амбасада. Го поддржуваше тоа и го правевме Jazz for Kids во 2011, пред колку му дава 13-14 години и после во 2018 е првото издание на фестивалот. Добро, со Даниел го правевме тој момент. Ама сега да ти кажам дека ако не си направиш сам, никој нема ти направи. Вие треба сега да направите, пошто сте како се вика друштва сте, големи, имате 20-30 луѓе, вие треба да си отворите джез клуб. Не чекајте некој на 50 години да отвори джез клуб. Ќе видиме, јас немам идеја да отворам джез клуб. Види сега на некој мутек ќе гледа подкаст и ќе рече види овој Сашо кажа паметна работа, па дај да си отвориме джез клуб. Иначе јас до сега све што сум имал прилика некаде да свирам, да запознам луѓе, било што некој ме видел и ме викнал и некој постар, ќе кажам и за Ади. Така. Многу да го поздравиме Ади. Голем поздрав до Ади, он ми е многу близок и другар и колега и свириме заедно и тоа е нешто најново што сега ми се случува. Имаме проект, 2 гитари свириме, наша музика што ќе снимаме. И он беше првиот човек кој ја дојдов туку у Скопје кога се преселив пред 7-8 години за стално. Он беше првиот што ме препозна и рече: "Знаеш, ми се свигаш како свириш, ајде да свирим." И се он е човек што него го знаат туку, он е така растен, он е професионалец и све тоа. И покрај него јас направив мрежа што мене денес ми прави добро. И јас сум многу благодарен за тоа и цел живот ќе бидам. Така е, така. И ценам тие ствари. Истото и за тебе и за сите други. Фала. Добро, дали си свирил во аудиокултура? Не сум свирил, треба да почнавме да се договараме. Не знам што со газдата дали зборев. Нешто имаа проблеми тогаш, не знам што беше. Добро, дали си запознат за концептот Live at аудиокултура? Аудиокултура, значи преку овој концепт успеа да го извлече джезот надвор од фестивалската рамка, што е многу битно, затоа што базата, кажавме, се гради од оздола нагоре. И да креира едно повисоко ниво на промоција на джезот и генерално на музичката изведба во живо. Повисоко ниво затоа што концертите, иако се пред 50 луѓе, нели? Имаме видео, аудио снимање, одат на лайвстрим, нешто што го прави, например, јас таму го зборам Смолс, Њујорк, не гледам концерти Смолс Њујорк. Значи аудиокултура инвестира во нешто што досега е невидено за нас. Нели, ојде чекор понапред. Ти ова место затоа што секој не може да дојде така, не може некој од Битола да дојде само за концерт. Може некој да дојде, ама некој не може. И сакам да речам дека може да го пуштиш на каналот на YouTube или на Facebook или на социјалните медиуми на аудиокултура и да гледаш концерт. Значи тоа е едно повисоко ниво на промоција на музиката во живо. Спрема тебе
што би кажал ти за овој концепт? Како ти се допа или не ти Јас се допа? искрено прв пат кога го видов местото се израдував многу, пошто јас сум љубител на добар звук и на звучници. Ама овде не го знаеш, признај, прв пат гледаш. доаѓам прв пат. А горе го знаеш? Да, горе го да, знам. ова не го знаеш. Ова не го знам тука. И како ти гледа ова? И... Уште пострашно. Да. Јас сум ептен љубител на high-end опрема, без разлика дали е звучник или е педала или гитара, не битно. И видов дека тука владее страшен професионализам. Луѓето знаат што прават и Така. у старт им верував. Така. И со тек на време видов дека свират тие што треба да свират. И тоа е тоа, не знам. Добро, јас сум сигурен дека кој да ти ги настапиш тука. Од друга страна, ова е алтернативно место. Така? Спрема тебе, колку е влијанието на ваквите алтернативни места во креирањето на современата македонска џез сцена или генерирањето на вистинска култура? Затоа што тука гледаш дека свират авторски проекти пред се. Да. И реномирани, ама не знам дали знаеш, ние подпишавме меморандум за соработка со аудиокултура и секоја година 5 концерти од студентите при УГД џез одделот при УГД Штип настапуваат годишно 5 концерти имаме со студентите, така да наредно имаме во октомври на 26 ќе те чекам да дојдеш. Тоа е супер. Промоција и на младите оние кои што допрва доаѓаат. Така. Неафирмирани. Така. За алтернативните места беше. Да. Спрема тебе, колку генерираат култура? Колку генерира немам поима, ама дека некој голем импакт ќе има некакво влијание, не верувам дека има, дека ќе смени нешто кој знае што, али мислам дека е најдоброто нешто моментално што му се. Ама за тебе како артист, колку е битно ти да се качеш на таква сцена и да настапиш? Цел концерт, еден сат да свириш, да ти го снимат видео аудио и да оди на лайвстрим. Тоа е многу битно за мене. Апсолутно. И продуктот, нели, за она цело време што зборуваме албумот, продуктот ти веќе го. Мене ми е најбитно да дојдат луѓе и да. А луѓето ќе дојдат. Да другарите ќе ти дојдат. Да го презентирам тоа. Другарите ќе ти дојдат. Да кажам што имам да кажам. Ама некој во Холандија нема да дојде тука, ама преку лайвстрим може да натераш да го слуша тоа, да. Сега не знам каква промоција врши аудиокултура врз тој материјал, дали го промовира некаде надвор од Македонија со реклами или не знам, има начини како тоа да се прави. Не знам дали го прави тоа, али овде врши како млад уметник, врз мене врши супер влијание. Така. Спрема тебе, значи, алтернативните сцени генерираат сериозна култура и се многу битни особено за уметниците. Добро, овој концепт трај 2-2,5 години. Штета што јас пак ќе се навртам за Министерството за култура, нели? Тука имаше во тие повиците за откриваме нови сцени што се потрошија многу пари и ресурси. А ваквите проекти не ги препознаваат. Мислам, ај ќе го скратам. Ќе го скратам ова целото излагањето. Значи некој приватна компанија или Министерство за култура или некаков фонд да постави или да инвестира во се тоа, вместо да има еден концерт неделно, да има 2 концерти. Значи, македонски артисти да настапуваат, нели, да заработуваат, затоа што ти преку твојот проект треба да заработуваш. Значи, нема да речам грубо е дојдеш да тезгариш, вместо да тезгариш да има 5 места вакви, каде што програмите финансиски ќе бидат затворени, културните програми ти нема да одиш по кафичи да си живуваш со инструментот, туку ќе свириш фина, ќе правиш таа твојата уметност, ќе заработваш со тоа и ќе ти остане време за да компонираш и да создаваш нова уметност. Да, за целото во идеален свет ова го зборам. Да, за целото тоа да се направи прво треба да некој има некаква комисија да одлучи кој ќе свири, кој ќе. Ама ние кажуваме што ни треба, знаеш, нас не прашуваја 2018 кога се правеше стратегијата за култура, одевме на тие такви едни јас се зезав семинари, трибини и кажете што ми фали. Еве тоа ми фали. Јас кажував, ми фалат 5 места каде што ќе биде финансирана програмата, каде што нема да гледаме тралалајки, каде што вистинските артисти, чинители од современата сцена ќе може да настапуваат и ќе може киријата да си ја платат.
поштено да си го заработам. Ама да си го заработам со она ја што го создавам и што го правам, а не да му свирам кавери. Тоа би било супер, идеално за нас. Јас да имам у месецот една свирка Малку ти една. Знам дека, али Треба една недела. една ако имам месечно да Една недела. Со 4 си покрие. Не зборам за колку ќе 20 заработам. 20 джез клуба, 20 клубови кои што ќе работат, општините можат да ги поддржуваат. Па имат оделенија за култура, па нека се разбудат. Да. Не знам што да кажам, тоа Компаниите кои што види се, има еден момент многу интересен. Ние последните 10-15 години имаме масовна естрадизација на културата. Значи се под етикетата култура и естрада и слепо и ќе што се вели се епикнато. Значи мора да се стави до кај. Значи ти генерираш култура, ти генерираш естрада, нема поддршка за естрада. Естрада во туризам нека сега култура и туризам знаеш дека исто е. Не дај Боже, не знам што ќе биде со тоа, ама оној период кој што го живеевме пред, кој што го немаме видено во со туризам како ќе биде. Значи не можеш ти да субвенционираш и да поддржуваш естрада. Така? така е. Под наводници представена како тука култура. не само джезот, музиката е на многу. Уметноста е цела. Уметноста цела. Ти е на парите, фирмите, компаниите што ги дават не стигнуваат до вистинските чинители. До вистинските културни работници. многу. Не знам Естрадата зашто ги е јади. така. Ги јади естрадата. Да. Не знам зашто тоа е така. А има фирми и компании кои што дават, знаеш. Исто така една работа што ме нервира е нема Како те не? Квалитетот не знае да се разпознае. Луѓето не знаат да разпознаат квалитет. Тоа се многу мала група на луѓе кои што можат. Како прво ние немаме музички критичари. Така. Значи нешто ни недостасува, Значи- недостасува критика. Да, еден има, ако не се лажам, Ненад. Ненад беше. Него го знам, друг никој. Добро. Тоа е битна работа според Ќе ги мене. гледаш подкастите, ќе видиш луѓе кои што не ги познаат, кои Да, што и ствари се критикуваат. гледам луѓе што не ги познавам. И тоа е гледаш. супер, да. Па видиш, сцената има луѓе кои што не ги сите не ги познаваме, ама има Треба некој- од различни Немаме ние луѓе што, локации. пример, ќе каже тој нешто и се, пример, кажал неколку пати за музика нешто предходно и луѓето му веруваат и бил on point, бил на Ама место, порано било све. така, порано беше така, сега И се сега јас изместија вадам на место. албум и он пишува рецензија за Така. мојот албум. И тоа ми е мене битно и е битно на сите и ствара некаква атмосфера и кај мене и кај публиката и тоа, он што го кажува, резонира мојата музика со луѓето што ја слушаат и тоа е според мене многу битна работа. Ние тоа го Битно, немаме. Многу е битно. Тука може да каже било кој што сака за музика. Абе види, и не е релевантно другар ти дека ќе ти каже дека си најдобар или хејтерот ќе ти рече врска немаш. Тотално е нерелевантно. Релевантно е кога ќе излези рецензија вака како што кажа. Пример, Ненад пишува за луѓе кои што ќе го гледаат подкаст, пишува за All About Jazz преку 20-25 години. И неговите рецензии, извини, ама кога ќе излезеш ти во All About Jazz, многу е поинаку, или не знам, Downbeat, или дај го спо македонски продукти, производи и албуми да излегуваат надвор. Се многу битни затоа што тоа помага во рейтингот и реномето не само на артистот. Сцената така се гради. Сцената Така се гради сцената. Тоа е една Види, од стварите што ни види, фалат, нели, ама е високо многу ра- битно според мене. Високо развиените земји, значи сега паѓаме на друга тема што е многу интересна. Високо развиените земји инвестираат во луѓе, плаќаат за да пишат. Немој да мислиш ти дека Да, имат. некој, еве од Грција има се експанзија, сега нема да спомнувам имината, знаеш колку пари имат Грција дајно по магазини од Downbeat, од Jazz Express и така натаму, луѓе- за да пишат, ама државата инвестира за да пишат во медиумите, во медиумите за да трни сцената нивна и трнува помалце. Они плаќаат Полска го пари. направи пред 20 години, ова го има направено. Луѓе плаќаат пари, PR му плаќаат на 5 метини пари да пише дека е добар гитарист. А не само тоа, види, кога зборуваме за паметно потрошени пари, така се инвестира, така се гради сцена. Не можеш ти без добар рецензент, без добра рецензија, без добро напишано или не знам, гостуваш утре во Берлин ако трите најбитни магазини што се за джез музика или за современа музика во Берлин недела, 2 недели унапред не те промовираат, никој нема да дојде на концерт. Ако напишат, доаѓаат луѓе и така оди тоа.
едно со друго се тие како во мозаикот, се како камчина наместени. Да. Ама тоа е како функционира music бизнес надвор. Тука, затоа ќе ти кажам, ние благи везе немаме. Нема мюзик бизнес. Немаме Не идеја ние постои. што сакаме да правиме. Немаме постои. идеја. Идеја нема. И Јас и да сакам да тргнам продукт со ама бизнес план. прашајте, еве, може јас знам, еве. Може ти знаеш како треба. Прашајте што ни треба, прашајте како ја гледаме ова сцена наша македонска джез сцена за 5 години. Каде ја гледаме? Толку ли е тешко? Ами ако не знаеш прашај, ете ги луѓето, еве 20 подкасти направивме, одберете 20-тројца од тие подкастите, викнете ги, прашајте ги како да го направиме. Ми ќе го направиме, само треба добра волја. Јас и да почнам да правам нов продукт, ја не го правам со бизнис идеја. Пошто Добро. јас немам на што да мислам каде да го продам, што да правам, немам никакви информации уврска со тоа. Мене единствено нешто што ми е, јас знам која ми е темата, кај треба што да свирам и тоа е тоа. Како ќе го снимам, јас сум до тука. Да имаш Мене немам ни инфо јас да мислам како ќе го продадам тоа. кога би имал менаџер или промотер. Зборам за музика, Ќе си знае, тој одма знае, значи промотерот него му е работа да го види материјалот твој, да го предвиди, да ги мрежата да ја сврти, да предвиди во наредната година или 2 години каде тој материјал лежи може да биде да има продукција и да го прави сето тоа. И да те промовира и да ти направи турнеја. Booking менаџер. Сега тие се 3 различни професии, ама неретко има луѓе кои што ги прават сите воедно, така да треба ти да најдеш некој на твоја возраст, некој другар, некој твој што го интересира менаџмент, бизнис што го интересира и да го направи за тебе. Не знам, јас сум имал прилика некогаш да седнам со луѓе што ќе земат да ми објаснуваат ствари за како се продава нештото и што е ова, што е тоа, тогаш почнувам да се нервирам. И нема тоа не допира до тебе. Просто И- ти сакаш ова другата страна да гледаш. Не ја гледам другата страна, пробувам да најдам нешто што ќе просперира у тоа што го зборат, ама не наоѓам. Мислам дека и тоа ако се направи, дека ќе е џабе. Многу луѓе ќе видам дека прават промоција на нештото за џабе. Едноставно гледам дека е за џабе таа промоција. Ако веќе имаш таков план, мислам дека постои друг начин на промоција, ако веќе имаш таква амбиција ти да идеш и да свиреш, не е многу од начините што се користат тука. Мистичен мисли малце и многу си, не знам, Да, чуден, мистичен си. А па добро кога прават промоција, прават затоа што да покажат дека го сработиле, го направиле. И тоа е окей, мислам. Сега начинот на кој што се прават промоциите, дали стигнуваат до вистинските Не знам, промотери или ваму таму, тоа е веќе друга работа. Колку и да бидам мистичен, според мене тука у Македонија што сакаш Ама прави, мораш да го какви- правиш, Александар. Ако не го правиш, тоаш кој Не е го правам. кој е поентата за да создаваш и креираш оригинална музика? За да ја чуваш за тебе, па Ами ја не викам дека, јас сакам да кажам дека линкот објавен на Facebook добро. и да идеш некаде да кажеш нешто за твоја албум на подкаст, не е многу голема разликата. Добро. Тоа сакам да го кажам. Добро, согласен. И затоа Ама никош таа не можеш да амбиција, знаеш, која никош- ќе ја видам, да. амбиција Така. на онлайн, Така. дека сега нешто се прави тука, вау, за мене тоа е малце, знаеш, некако прават луѓе, ама јас не го правам пошто гледам до каде можам да Ти малце си реалист. Добро, окей. така некако размислувам. Не, мислам, не е грешка луѓето Не е тоа да грешка. го прават, Да. не е ништо лошо. Ја не Само го правам. очекувањата, да. Ако ќе Сваќам видам очекувањата да им се простор кога ќе видам дека продуктот можам да стварно да го бутнам некаде и да го продадам, и ќе го направам тоа. Сигурно нема да кажам не, јас сакам само да Така, отворам, така. мене не ме интересира бизнис, далеку од тоа. Само сакам да видам некаков просперитет за нештото, пошто ова го правам од љубов, без да очекувам нешто. Сега и ова ли да го правам Те за сваќам. ништо на крај? Ако Те веќе го сваќам. правам таа промоција, барем да се исплати. на крај. Окей. Супер поента. Збор 2 за джез фестивалите во Македонија. Каков е вашиот однос со луѓето од организацијата? Особено оние задолжени за програмско уредување и колку сте задоволни или се сложувате со различните концепти кои се застапени.
сега ќе ти ги прочитам јас джез фестивали. Дали знаеш правим колку джез фестивали има? Не читам видео. Не видов. Видео. Дали Не знаеш колку видов. има активни джез фестивали во Македонија? Не знам, некој поводи. Активни. Па Jazz Factory, Добро, ајде 10 се. 10 10, да. активни джез фестивали имам. Добро, ајде ми со колку од концептите се сложуваш и ќе ги продискутираме. Си настапил на некој, не си на Скопје джез фестивал, 42 изданија, си настапил? Не сум. Добро, ама си настапил на Офест, На Скопје, Офест, 23 изданија. А Стиво джез фестивал Штип 14 изданија. На ниедно не ме викна. Видиш дека си од Штип, во Штип не викат, знаеш, никој У Штип не свирам. како никој не е станал поп во У Штип не свирам. Најблиско до Штип е Планина Плачковица, кај што свирам. Таму свириш? Добро. Прилеп джез викенд 12 изданија. Си свирил? Да, сум свирал. Добро. Денес се е джез, ова е Ибни Пајко Гоце што го прави, заџама што го прави. Добро. Куманово джез фестивал 7 изданија. Не сум свирал. Джез Фабрика фестивал Битола 7 изданија, свираше на Джез Фабрика. Джез Фабрика, да. Да. Тетово джез фестивал 6 изданија. Не знам дека постои тето. Не знам, извини. Грешка, сум бил многу одамна, Сега ќе али биде тоа во септември ќе биде. Да, се дешава секоја година? Не. Да. Па некогаш се дешава, некогаш не. Тоа зависи, знаеш како ќе има пари од министерство, ако им добијат пари го прават, ако не добијат, паузираат, што да прават. Не сум видел некој артист што стварно би Па Таксим Трио свираше, се многу голем. единствено што сум бил. Џафер тука го слушав во тука го, Скопје, да. Да, Таксим Трио ги слушав таму. И тоа е прв пат као Тетово джез фестивал, ајде одиме. Ма види, имат сериозни артисти имат донесени. Сакам да кажам, не сум запознат со фестивалот. Океј, добро. И па сега, септември ќе дојдеш, ќе гледаш. Крај Вардарот джез Скопје, тој е PMG на Владан. Не сум. Не си свирил и арт генератор Велес. Тоа свириме Славчо го прави. Сега ќе свириш? Октомври или кога е? Супер, со кој ќе свириш? Со Калата. Одлично. Значи на арт генератор ќе те гледаме тебе. Добро, ајде, колку си задоволен од различните концепти? Информација од прва рака кажа, нема објавено програма, може ќе му текне Славчо ќе ти речи, нема да дојдеш. Кажа во подкастот сега и на тебе вика. Се зезам. Добро, па да некој начин вршим и промоција на фестивал. Па единствениот начин е ли се збориме едни за други, нашата промоција. Добро, ајде, колку Скопје Джез Фестивал ќе кажам, тоа е мислам дека еден од најдобрите фестивали во Европа. Што слободно може во топ 5 во Европа. Може би. Ако не топ 5, топ 10 сигурно. Фантастични артисти сум слушал на. Добро е што почнаа последните 5-16 години македонски артисти да има секоја година. Не знам дали е фестивалот, дали е бил пошто доста авангарден пристап има фестивалот и свира доста авангардни музичари кои што на некој начин се коси со џезот. Добро, со мејнстрим џезот. Со мејнстрим џезот се коси. Некои луѓе тврдат дека тоа не е ни џез. Океј, тоа се вкусови. Да. Јас кога зборам за музика, не за џез. За мене музика добра музика и тоа е тоа без разлика дали е џез или не. Јас и да идам на Jazz Factory фестивал и да нема ништо допир со џез, некој ако свири добро, јас ќе бидам задоволен и ќе кажам фала за фестивалот и тоа е тоа. Jazz Factory кажав, Jazz Скопје. И тоа е Jazz. И исто битно, небитно за било кој фестивал. Не е толку голем и толку стар. Да, поентата беше дека нели има доста авангардна музика. И не знам дали таков правец има фестивалот од секогаш или ова е нешто ново за фестивалот, што добро 42 години, не се малку време. Треба некој од нив да дојде да каже. Се надевам дека ќе дојде некој во подкастот. Да каже. А за другите фестивали? Офест е World Music. Да, тоа е World Music. Ние имавме супер искуство со Калата, тоа е еден од подобрите концерти што сум ги свирил. Барем знаеш она рајата, техника се работи, немаш работи, идеме таму све. Значи викам не го слушам бубањето, одма ми носат. Монитор ти става. Монитор ми стават за бубање и се тоа. Добро, другите фестивали како ти е? Прилеп Джез Викенд, таму кај што се можам да кажам дека е едно од најлошите фестивали. Мислам што сум свирал како
Ова нема да го сеќам. Не ќе му уопште ништо да сечеш. Ќе кажам реално, јас немам ништо лошо за фестивалот, тука јас бев таму, не сме стија у кафичка што немаше ни тонец, немаше ни свиревме на звукот што е. А свирев со Next to Silence, свиревме на звучници што се врзани на у кафич, онакви обични некои и на едно место се слуша. Значи полоши услови од тоа. Не може да има полоши услови од тоа. Не знам, само тоа знам за Јас нема да коментирам ништо. Тоа ќе го кажам, мислам дека не го кажувам ова за да вршам лош маркетинг на фестивалот. се разбира, Нешто туку си го кажувам моето искуство, јас сум благодарен што сум свирел таму, еве еден од фестивалите што се у Македонија, али мислам дека треба да се потрудат малце поише, пошто не Добро. не е окей тоа. Добро. Другите кај си свирал во Битола? Во Битола, Чудно беше во Битола малку. Каснеше Во концертот. Битола имавме проблем, бумњарот заглави што беше у Нешто- сообраќај нешто и се каснеше случи, концертот 40 Ама минути. добро беше концертот. Свирката беше окей. Океј беше, супер. Тоа беше еден меѓу Тоа беше свирка беше. прв мој настап со моја музика, бенд и со електроника, тоа што стварно секогаш сум сакал да го правам. А ќе го направиме пак, Да. затоа што сега имаш многу Сега И е пораснато материјал продуктот, и- да, да, ама нешто друго. ќе мора да му дајме време и ќе го направиме, се разбере. Знаеш дека јас имаш отворена врата кај мене секогаш. Добро, ајде си настапувал надвор, каже дека во Грција со Огнен беше, со електронскиот. Да. Не, споделете за гледачите на подкастот како дојде до таа соработка што е пресудна, а то го кажете, дека Огнен е многу познат електронски музичар. Да, Ама да направиш една паралела, Ома, што бе. има таму, што нема кај нас. Мислам, таму еве сега стигнуваме таму и не пречекуваат и не гледаат. Тука никој така Како не гледа. луѓе. Како Да, знам. луѓе, значи со све, значи имаме ајде да речеме простори тука ни Извини дава се, ќе те одмор, прекинам. Сега бев в Италија. Дали знаеш со каква кола не возе? Со Мустанг на струја таму, не знам, некој чудовиште беше. Кога ни кажа ако купувале над 100.000 евра. Со кола не возе. Да, еве може Да се осетиш како бел човек. Може да организаторот се грижи за тоа. Ама се грижат, да. Он сака да го земе артистот и Те артистот чекат на аеродром. додека дојде на Ама те чекат сцена. на аеродром, се осеќаш како Ма човек. види, нели е тоа? Ама сегде во светот е така. Значи Само он кај нас не е он така. плаќа, А кај нас значи не е. он види сега пример платил за некој 10.000 евра за некој да дојде да му свири, така? Само кога веќе платил 10.000 евра, што му е проблем да изрента еден Мустанг и да му го направи Спонзори филмот? беа на фестивалот Или Форд, тоа, сите не бе- беа Добро, електрични колите. Договорил човекот, така? Ама сакам да ти кажам кој Направил онде на со артистот. слегваш од аеродром и влеваш во Мустанг, не дека мене ми значи Мустанг, Не, дека е ама многу потребно, е да. убаво, знаеш, леле се осеќаш како белец, се осеќаш како бел човек се осеќаш. Така викат во Бугарија. Сакам да бел кажам, човек. можда тие луѓе мислат на тоа, додека артистот да се кача на сцена сака да му пружи све што може, Така е. пошто веќе платил пари, Така. кога веќе платил пари, Така. нека се осеќа он кој што треба за да може да свири најдобро. Кај нас не е така. Тоа. Кај нас не е така. Океј. Сега едно прашање вака. Кога не би бил джез артист, што е вашиот алтернативен избор на професија? Джез гитарист, ти си дипломиран джез гитарист, ама што би бил нешто друго кога не би се занимавал со музика или надвор од музика? Па сигурно нешто со технологија би се. Што значи тоа? Ајде, детерминирај го. Не знам, би правил мои педали за гитари. Би правил нешто такво. Да изработуваш. Ефекти, некои. Во Шпанија сретнав еден лик таков фазој правеше, само фаз. И низ цел свет продава само фазој. Свири гитара, а усвари главна му е работа прави фаз педали. Ама само фазој прави. И така би Еликс, Меликс некако. нешто такво би правил. Ама добро, пак е тоа поврзано со Пак е па нешто надвор од музика. нешто, можеби си сакал нешто да бидеш. Не знам што друго така. Што можам да издвоам. Додам на планина ми е. Хайкинг, нешто да се Да, занимаваш, хайкинг таква ми е. работа? Не нешто екстремно, едноставно обожавам природа, сакам да идам. Тоа ми е така делот. Па добро.
Да Не бидеш знам можеби што. водич таков, хайкинг водич, како Дефинитивно планинарите ти. се погубиме сите. Ќе ја јади маглата ќе. Добро, и последно прашање, мислам дека убаво си поминавме. Како ти се допаја името на подкастот? Или како ти се допаја, дали ти се допаја воопшто идејата за ваква Чезот работа? денес е погодено име. Стварно е погодено и доста од прашањата се вртат околу тоа денес. Што се дешава? Па тоа е како битното, просперираме. денес. Стварно е многу добра работа, пошто до сега немало. Ова е првото нешто. Прво, да, и, прво е за джез, особено. и оди супер. Ја ги пратам сите. Да не знам Стана нешто subscriber? А? Стана subscriber. Да, супер. Добро, штом си subscriber, добро. Да продолжиш да го правиш ова, колку што можеш. Аха. И Ајде, да сме живи здрави, то не можеш. Има уште многу луѓе што треба да ги викнеш, што заслужуваат да бидат тука. Може и луѓе што чепнале нешто од джез, а не се бават со джез, пошто еве ќе кажам нешто. Оги, што правиме музика заедно, он е и уште еден човек се првото електронско Goa Duo, Goa Trans Duo Македонија, 96-та година. Другиот човек се бил дел од джез сцената на Македонија, свирил со Бодан, свирил флейта, али човекот знаел што ќе се деси на пример со транс сцената и дека сега се развива и сака да допринесе нешто за тоа и заедно со ги прават една таква транс музика што дели од сите. Што има тема во неа, има музика, има јас сум бил на журки кај што луѓето ги пеат тие мелодии што не е вообичаено за таква музика. И така да луѓе како него вршеле влијание, джез влијание врз таа музика што стварно станало уникатна после тоа. Што го направиле они двајцата. Истото... Ако имаме серијал 2, зашто да? Да, зашто да не, сакам да кажам, може да се шири тоа, да не само... Па добро, овој подкаст предвидува 20 емисии, мислам дека 20 емисии, сат и половина сите, мислам голем дел од луѓето, представниците, проблемите, оние работи кои што ги имаме, работи што ни фалат, ќе ги кажеме сега. Не знам, овој проект, иако изгледа така како што изгледа, одзема многу време, енергија, нерви. Верувам. Така да треба за втора серија, па се надеваме за серијал. Макар Зошто да не, ама ти ајде. да не можеш да најдеш некој што може да го води, ти да видиш некој менаџер кој Тоа. Па добро. Добро е бидејќи јас сум активно ја познавам сцената, ги знам луѓето. Тоа е исто битно, треба Добро, некој што знам знае што да исто ме прашам тоа. така да. Океј, и за крај. Ама стварно за крај. Што би му порачал на некој млад, помлад од тебе, допрва што доаѓа, некој кој што, не знам, вчера слушал Майлз Девис дека постои или не знам, Дюк Елингтон дека го слушал, што би му порачал на некој утре што ќе седи овде, а овде јас нема да видам сигурно. Сега ти одговорив добрзо. Порака, искрена порака за младите, оние што допрва За доаѓаат. некој што сака да твори, да прави музика, За нешто, се, за се. За све. Ама искрено. Ако стварно сака тоа да го прави, дека на патот ќе се најде со многу пречки онака и дека мислам дека тоа нема ни да престане онака удржава, дека нема никогаш да биде идеално за нас ние да твориме и да уживаме. Така, тоа не постои. Ма никаде во светот. И да научи теорија прво и хармонија и после некои основни ствари, да не јас се нервирам луѓе кои обладаат, кои не знаат основни ствари за музика. Јас сум бил таков, го сменив тоа, седнав и научив некои ствари за да биде боле. И да си го следат срцето. И да си го следат срцето, својата интуиција, пошто за нив тоа што е лесно да го, како не знам како да го ставам ова. За мене нешто што е лесно и да го свирам и можеби е досадно до некаде, за некој е уникатно од страна што го слуша. Ова некој ми го кажа пред некое време. Оригинален израз, тоа е многу битна работа. Да, и дека
треба да си ја спрати својата интуиција, да не потпаѓа под многу влијанија секакви. Да потпаѓа или да знае кој правец, на кој луѓе да верува, со кој луѓе да соработува. Ама добро, тоа се гради, тоа е искуство што се гради низ годините. Да. Ама оригиналноста е најбитна од се. И мора да се работи, мора да се вежба, мора да се прави музика, Се мора да познава направиш инструмент. 10 теми, 5 да ги избришеш, пошто се лоши. Тие 5 што ќе останат, 2 да избришеш, 3 да останат и да ги издадеш и така и да се и на крај кога ќе направиш после неколку години 10, сите 10 да звучат, да стигнеш и до тоа. И не знам што друго. Тежок е патот. Тежок е патот. Океј. Александар, фала ти. Мислам дека се забавляше, дека ти беше интересно. Прв пат ми беше Кажавме на подкаст. како за прв пат. Кој знае колку глупости јам кажам. Прати ми да видам што не, да сечеме. ништо нема да сечеме, ти кажав јас. Тука не знам некој друг на дијалект збори ли? Јас Па не, имам пола дијалект. зборува е пола, ако. да. Лјупчо првиот збориме тој на Охридски, се викам на Охридски ќе ја тераме. На Охридски ќе. Некои работи не можеш, некои работи не можеш да ги изведеш. Да не е птен хардкор штипски, се трудам, ама не иде да Добро. стане. Фала ти што беше гостин и Ајде. се надевам во вториот серијал ќе дојдеш со нов албум и ќе зборуваме за За новите како нервози. ти расти кариерата и како ти беле косата. Така е. Здраво, јас сум Александар Бошков. Вие гледате Джез од денес, подкаст за современата джез македонска музика.